Така, сега да го плесаме. Така. Више 13 години, 14-та влагам, турбо. Па да ти кажам, цел свет продава мои бои, брендирани, така да поголем успех од тоа мислам дека не можев да достигнем. Многу тешко прашање ми даваш. Све бараат. Од најдобро до најглупо. По последно време не се нафаќам на малите тебажи, бидејќи има кој да ги прави кај мене у студио, ама зошто да не? Кога ке сака некој кој не знам, све ќе изработам, не ме никаков проблем. Дефинитивно гради и ребра. Многу, две ја викам. Една од лева страна, друга од друга страна. Нормално сите кога почуваат пробуваат сам на себе, валјда нема тебе да ту наказам. Мисли на татуирање. Најлошата? Сам на себе. Добар квалитет на товажа од 10 часа па нагоре. Па тече во поодредено време, тече, мислам во повременски период на татуирање, тече на почеток. Не, ама да се онесвести. И да не кажам да се измочува. Што да кажам, како сакате, кратите го, правете го вистина, шо? Да не пуши, да не само салати да јаде и здрав живот. Со тоа се ги зафркавам и стварно тие што доаѓаат на првата товажа, и дебек ми се јавува после некој недела дена, бе, брат, вика, смеам ли да почнам до нас, што не ги, што ептен ги гледам дека се упрпани, дека нешто би дегна. Цело време сум исклучен, бидејќи работам со слушалици, дефинитивно не размислувам на татуажето, него гледам документарци. И таму гледам или филмови или нешто друго. Значи, се треба да биде на најголемо ниво. Највисоко ниво и најквалитетна опрема да се користи, ако сакаш да добиеш најголем квалитет. Ја користам опрема што ја користи цел свет, Америка, не во Македонија заработувачката, таа како што е надвор, во Европа. Порано влијаше, сите патиме од тоа као јена ќе ти остане, не, сега денеска тоа што ќе се направи, тоа останува. Па да си стетуираш на нога и идеш фудбал да играш после. Секој пат тетуирање, секој ден. Ама тоа клиентот не може да го примети. Па ти кажам, сум шетал многу активно, многу ја сакам. Зависи, ако е too much, не. Како прљаво изгледа. Па и црно и бело.